Денешната авантура не носи во источниот дел на Македонија, во градот Свети Николе. Тој се наоѓа во средината на котлинава Овче поле. Препознатливо по своите природни богатства, убавини пасишта и прашуми. Ке уживаме, ке јадиме и ке се дружиме. Едва и чекам да го откријам локалниот специјалитет. Мадам Гордана. Здраво. Добар ден. Добар ден повторно. Многу ми е драго што се гледаме, многу ми е драго што дојдовте во Свети Николе. Фала многу. Многу ми е мило што ќе ве запознам денес, оттејќи сум вашот гостин овде во Свети Николе. Благодарам, задоволството е мое, добро дојдовте и ќе ми биде задоволство да ви го покажам моето убаво родно место. Супер. Хајде да се облечиме, оти ладно е. Да, ладно, денеска е ладно. Да. Но ние ќе направиме се за да ни биде убаво. Супер. Хајде да почнеме така. Супер. Гордана ме прошета низ центарот на Свети Николе и почна да ни ме раскажува за како она го доживува Свети Николе, после десении живејќи надвор од него. Ми призна дека и незе ќе и биде авантура, исто како и на мене. Имам да ти покажам две места каде што многу клучна улога одигра во мојот живот. Едното е и тука се во многу непосредна близина. Едното е училиштето, основното училиште Кирил и Методи. Ова е? Да, каде што ги почнав, каде што го завршив основното училиште, но уште поважно тоа беа моите почетоци во спортот. Добро. Од тука почна мојот прва. Овде почна вашата кариера, овде, да кажеме. ова е да, салата. не кариерата, ама иде. Овде е салата и Љубовта, јас така. Почнав како што почнуваат и сите во секцијата по кошарка. Браво. Тоа беше забележен. Да, Тоа беше пред колку години? Па тоа беше пред 40, така 35 години. Браво. Ме врати колку години поминале, но Па тоа е мене навистина. Дали се смени? Дали се смени местото? Се смени, многу е обновено училиштето. Браво, да. Имаше супер сала и сега верувам дека е така. Практично моите почетоци беа тука. Јас ви благодарам за можноста што можам да се потсетам на тоа место, многу во близина овде и теренот во кој Ма јас треба да знам кои сте, што направивте, како беше вашиот живот порано, па да. Ви благодарам многу, така да почетоците се овде и ме навраќа на многу спомени кога со нетрпение го чекав часот по физичко воспитување и од тогаш почна мојата љубов кон спортот и не зажалив за ниту еден момент што се случуваше после тоа. Тогаш беше колку 6, 8, 9 години колку имавте? Па почнав во пето-шесто оделение во основното училиште. Колку може да се има? 12-13 години. Исто како мене ми почна куината. Да, тоа е тоа. Така, тогаш се создава вистинската љубов, мислам. Да, така. Така е. Браво. Ајде да продолжуваме. Може. Да. Марк, сега сме на едно место кое што има специјално место во моето срце. И сега ми доаѓаат вистина големи емоции, дека мојот спортски живот, мојата кариера, мојот живот што значи ракомет почна од овде. И сега многу подобро изгледа, направено е стварно супер игралиштето, тогаш беше на асфалт. Асфалт беше? Каде што на секој тренинг ги кинев тренерките. Катко ми викаше да не мораш на колена секогаш, фатија топката со рака. Така да, од тука почна се. Со нетрпение чекав да дојде времето за тренинг. Почна да. Дома ќе отидев ќе го фрнам. Секој ден имавме тренинг, да. Јако. Затоа што Свети Николе е познато по ракометот, се сака ракометот, луѓето го сакаат ракометот. И машки и женски клуб имавме секоја недела, овде се беше полно, да. Па гледам местото овде, ги фалат уште навивачите овде. Да. Тој амбиент ми фали овде. Не закажавме надпревар, да закажавме надпревар ќе дојде, затоа што е супер место, местоположбата е во парк, во самиот парк, така да и во центарот на градот, така да секогаш имало публика. Јас се сеќавам, толку се блиску изградиве овде, од таму, ако ја шутевме топката кај комшијава, ќе отидеме, па ќе го молевме да ни ја врати. Добро. Да, така да, вистина посебни емоции, благодарам на тебе што можевме да дојдеме овде и после толку години, прв пат доаѓам да се потсетам на место. Многу сум среќен. Ова е делот кај што мене ми почна се. Супер.
Може И- еден ден ќе дојдеш и кај мене каде се ми почна се. Може, да, може, зашто со да не? задоволство. Не, навистина знам ти такви места тоа ти лежат на срце, не може да се заборават, се незаборливи, Незаборливи, Да, ете, незаборавени моменти. незаборавени така да моменти, кажем. ете точно. Па Марко, уште некои интересни работи можеме да ти ги кажам за овде, што е поврзано на овој терен исто така и друг голема спортска величина почна како што е Кирил Лазаров. Кирил Лазаров? Да, тоа ние го сме знам, од исто добро, место имам така. некој пат И спомнато двајцата тој, да. бевме капитени на македонската репрезентација Браво. долги години. Така да потекнуваме од тука, знам дека Кире живее во тој дел на Свети Николе, многу близко до салата. Јас и до теренот, јас живеев ваму. Не го викаха Горно Мало, па комши, па помнате, он е 10 години помнат од мене. Но ете и 20 да потекнуваме од тук. Тоа е А Свети Николе е како да кажам гнездо на да, ви реков и многу други спортисти и ракометари што биле дел од националната селекција. Има едно згодно момент во нашето мало место, едно момент многу лично, симпатично. Гордана, ти благодарам за поканата во ово место. Прекрасно место, навистина, место со голема душа. Така. Сите го кажуваат тоа, ама навистина јас пак ќе кажам, го имав подсетено овој место почетокот дојдов во Македонија и ми останува многу во испомени овде. Така, Марко, неизбежно е да се дојде во Мечкуевска куќа, кога ќе дојдеш во Свети Николи. И затоа јас овде се чувствувам како дома и сакав да ве донесам да го видите ова прекрасно место. Се чувствувам како дома затоа што е толку пријатна енергијата и атмосферата Се овде. осеќа, да. А исто така едно посебен момент ме врзува за ова место, затоа што сопственикот е мој школски другар. Се познавате Се одамна тогаш, познаваме па од да. деца и знам колку труд вложи, колку енергија вложи. Се гледа. Денонокно е овде за да направи нешто што сега е бренд во Свети Николе, па можам слободно да кажам дека е бренд и во Македонија во однос на етно-рестораните. Значи, Точно така. јас овде секогаш кога ќе дојдам, уживам и сакав тоа чувство што јас го имам кога доаѓам овде да го доживееш и ти и да поминеме неколку моменти убави овде. Свети Николе е познат по овој ресторан. Да. Кога доаѓаш овде, не можеш да дојдеш во Свети Николе без да го потсетиш овој ресторан. Така е. Стана бренд овој ресторан, се вика нели Мечкуевска куќа. Да. Тешко ми е малку да го кажам за тоа, ти оставам да. Ќе ти објаснам зошто може да ти биде полесно дека ствари се работи за село кое се кажува Мечкуевци. Ја мислев ти беше за една мечка нешто така. Така личи, да, но се работи за село кое се вика Мечкуевци, е во близина на Свети Николе неколку километри. Од таму потекнува на собственикот на мојот школски другар Пуже потекнува таткото или дедото и он и свекорото таму мој потекнува, значи и мене ме врзуваат посебни моменти за ова. Така да он успеа да направи, идејата му беше да во ресторанот ја пренесе Душата од селото, куќата од една селска обична куќа на Мечкуевци. Така изгледа комплетно, да. Точно. И навистина прво е најважно што направи една нова енергија овде, што навистина се потруди ресторанот да функционира. Доаѓам овде да се релаксирам и доаѓам овде како да сум дома, го кажав тоа и претходно, значи место кое вреди да се посети секој кој ќе доаѓа во Свети. Тоа го кажувам, само да турнеш вратата, влегуваш и го осеќаш тоа неверојатна енергија, нели? Чудо. Затоа што сите се овде пријатни, услугата е прекрасна. Имаат создадено една добра екипа која со години работи, но сметам дека душата на кафаната и на ресторанот ја прави собственикот. Да. Едно прашање. Да. Со јадењата што ќе има свет тоа. Може сега. Што ќе оти многу збориме за место, ама ни треба јадењето да знаеме нешто што. Да. Па вака, сега ако дозволуваш, јас би предложила обавезно. Нешто што јас го јадам овде и што мислам дека нема да погрешиме. Ајде. Значи, специјалитет на Свети Николе, кажавме дека пастрамалијата, ние во истокот и цела Македонија има неколку вида на пастрамалија. Најдобрата пастрамалија е овде. Како сите кажуваат од секој така, јас мислам дека нашата Светиниколска е најдобра, најбогата е со состојки. Додаваме
јајце на тестото и на Како месото, велеше, да, добро. како велешани, но посебноста на нашата светониколска е дека додаваме и сирење. Сирење, И сето вау. тоа е добро вкомпонирано како вкус и мислам дека вреди тоа да го пробаме. Мора, ќе го мора, нарачаме. не, вреди, мора, И да, да. втора работа што ќе порачаме, јас исто сум љубител на плескавица, О, јас сакам. но сакам добра плескавица. Океј. И пуже има два вида на плескавица. Едната е негов специјалитет, се вика плескавица пуже. Пуже, добро, Која е, да. нели, составот основното е меленото месо, но има додаток на сувомеснато, кашкавал и посебна марамица во сет, која марамица плюс. така. Добро. И другата е плескавица мечкуевска куќа, значи специјалитетот на куќата, која има се тоа што го кажав, плюс има топено сирење и пак марамица. Значи, мислам дека Марко ова треба да се проба. Мора. А ти ќе кажеш дали е навистина по мој вкус, како што јас велам дека е одлично, па ќе го пробаме и тоа. Сигурно ќе ми се допаѓа. Навистина. И чекам од тој да го пробаме. Да, може. Lice bello, pociniče, uste toji pokutivče, zabi beli biserovi, što se smeje, sonce greje. Gina, gina, lična gina, 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 ubavica, gina, gina, opa gina, 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 ubavica. Koga projde niz čaršija, staro mlado se svrtuma, da ja vidi lična gina, naša gina ubavica, da ja vidi lična gina, naša gina. Гордана, Да. ти благодарам за вистина искуството што го доживеев денес беше прекрасно. Сочни беа плескавиците, пастрамалијата да не кажеме прекрасна, многу бава. Вистина тоа сирењето ја прави разликата во оваа пастрамалија. Така е, многу Немам друг беше збор. вкусно се. Да, драго ми е што ти се допадна, Марк. Преубаво. Ма мислам Многу ти сум треба среќна. малку да продолжиме нашето патување, а? Да, Да ги истрошиме малку калориите што уште ги треба имавме. да прошетаме, да ти покажам уште делови од Свети Николе. Има уште убави делови да ги и убавини. ете така, да. Така. Ти благодарам. Едно прашање, Гордана. Порано, како живеевте? Што беше јадењата, све тоа? Што беше вашиот живот некако? Па, Свети Николе е мало место и морам да кажам дека во тие мали места има наистина еден специфичен начин на функционирање на луѓето. Се познавам меѓусебно ритуалите кои се единствени за сите луѓе што сме тука во Свети Николе. Можам да речам, се сеќавам на моите први почетоци во излегување во градот беше корзото каде што шетавме во први симпатии. Ми кажуваш дека убави Луцет ресторан. ти беше директно во градот. Ова и таа паралелната претходна која што ја покажав, води директно во градот. Инаку, бидејќи емисијата за храна, можам да кажам дека впечатоците ми се овде уште по времето кога дедо ми беше жив, во недела посебно ќе станеше тој најрано и ќе го подготвеше мастрафот за пастрамајлија, ќе ги однесеше на фурна на дрва. Ние кога ќе се разбудевме сите заедно, ручавме пастрамајлија за која Пастрамајлија од Савајле? Па веќе 12 часот бидејќи доста време се чекаше за да бидат испечени на фурна. Тој 12 сатот еден ќе ни ја донесе и така почнуваше ручекот. Инаку она што јас сум го конзумирала, имавме многу убави, левот го викавме сомун. Сомун. Ако сте чуле за тој израз. Јас го слушав тој И пола збор сомун во ќе Радовиш. Сомун и татлија. Да. Со кебапчиња исто, тоа сум сакала да јадам, но генерално во овој дел на Македонија се конзумираат сите јадења што се наши традиционални. Да. И тавче, гравче, и ориз со пилешко. Па да кажеме тоа сум го јадела, тоа ми правила и баба турското ми мајка. влијание што го имаше Па тогаш. дефинитивно се чувствува тој. Но она што значи традиционална храна, сме го, бидејќи
баба ми готвеше, живеевме во заедница, така да тие јадења што ги приготвуваше баба ми се тие наши традиционални македонски јадења и наша традиционална македонска Не можам кухня. да Потоа кажам, ние ти- модифицираме, но Ти ја Извинам. спомнаш баба ти, да. И ја исто баба ми беше на мене, јас пораснав кај незе и Да. тој вкусови што ми Така, кажеш, така. ми се враќаат и моите, да, точно така. Така. Граф ми праше мусака, ми праше пуно Мусака, ствари, така, да. така, Ако така. беше во Белгија, јас ти овде во... многу сакав мисто со брат ми да јадеме она макаво што е да, како Со прилог. компири мешано со Компири, пиперки, да. да, да. Тоа е ден денеска го обожавам, затоа Да, мену да, во да. месо не И лукче, да? Лук, Без лук. дефинитивно, Ау. тоа не е вистинското без лук. Да, 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 да. Марк, сега би сакала да ти покажам каде го поминав поголемиот дел од детството. Овде сум родена Овде во беше? оваа куќа, да. Во оваа куќа сум родена, која е во непосредна близина на црквата која ќе ја видиме подоцна и саат кулата. Значи практично мој двор беше црквата. Ајде. Сите празници, слушаше камбаната и све тоа секој ден и све? Сите празници што се наши православни, како дете се радував дека доаѓа Великден, дека доаѓа Божик. Ги знаев датумите сама кога тоа доаѓа, така да практично моето место на играње беше близу до црковниот двор. Со попот си гледаше секој ден. Па да. Сега е добро да прошетаме малку, затоа што Свети Николе не е само градот. Добро. Околината е прекрасна. Ние се наоѓаме во една котлина Овчеполие, која што е една од трите најродни, најплодни почви во Македонија. Добро. Така да би, освен тој момент, го имаме уште еден дел кај што сакам да те однесам на еден прекрасен пейсаж. Добро. Тоа е Вештачкото езеро, ние го викавме кај браната Мавровица. А и овде имате езеро? Да. Добро. Тоа е окей. акумулационо езеро. Одиме таму, има прекрасен поглед. Потоа оставам на твојата креативност. Мислам, Што ќе направиме уште нешто за јадење таму, ќе си Може, готви. може. Еден сендвич така нешто на брзина, Може, ќе си јадиме. одиме. Ајде, Одиме. ајде, одиме. Секогаш кога имам прилика да јадам во природа, ја користам до максимум. Дури ако јадењето е еден одноставен сендвич со врат и джем. Сендвичот покрај езерото со убав поглед. Каква уживанција. Вау. Браво, добар ден, господине. Ми треба Макдоналдс. Добар ден, господја. Макдоналдс ми треба, да. Има Макдоналдс тука ќе даваме Да. сега. Супер. Лукче, дали имате лукче? Стар, не, лукче, стар лук ако имате. Имаме млад лук. Не, млад лук не. Ќе земам неколку мандаринки, така 2-3 само за попац. И да, и неколку киви, така да имам нешто. Витамини сега со времето мора ни треба. Може во истата кеса? Може. Може? Ајде, Исто се исто. побелете. Ова е 40 и Лук, дали имате некој што го има на пазарот лукче? Ќе прашаме колегата. Јонче, а лук имаш ли стар? Има. Супер. Нема ги. Колку? 30, 20, 60. Побелете, господине. 80. Ви благодарам. Фала ви многу. Добар ден, господине. Вашиот колега ми кажа дека имате лукче. Имаме убаво. Стар лук ми треба, како Стар. мене. Не е толку стар. Што него? Лукот или јас? Лукот. А, добро. Ајде да земам лук. Повелете. Фала ви. И банани ми треба. Банани, 3-4 повелете. банани ако може, да. Може 4. Супер. Опа.
денот ми оди да паѓа. Повелете. Фала ви, господине. Фала и на вас. Колку 90 денари. 90 денари. Браво. Пака, повели. Поп, те спотка. Повелете. Фала. Повелете. Ви благодарам. Фала ви многу. Убав ден. Фала. Убав Пријатно. ден и на вас. Пријатно. Ајде, да почнеме да ќе готвиме денес. Вчера доста ни беше сендвичот, денес да направиме нешто малку по консистантно да кажеме. Вчера на езеро, денес Да. во шума. Точно така. Ама каков ветер има? Многу ветер. Ти кажи во Свети Никола има ветер секаде и во шума Па има има ветер. доста ветровити денови. Ајде. Еве денес како погодивме тако. Фу, се надевам дека можам да готвам. Ајде. Браво. Браво се пали. Да, А да, дали видов. ќе топли? Тоа е друго. Да. Ајде. Почнеме со малку маслено масло. Добре. Да. Иде што имаме убави јагнеши котлети. Да. Што се кажа? Овческо Овче поле, Да. затоа што имало доста се одгледувале и овци на времето Одлично. из историјата. Со малку лукче. Малку лук. Тоа е добитна Макдоналдс. комбинација. Па да, најдобро. Маслиново масло, Така. ќе ги пропржиме малку, ќе му додаваме путер, лук, Така. да, неколку зачини, и знаеш што? После, Ти пробаме. супер ќе ни биде. Одлично. Какво задоволство да се Повелете. готви во шума. Прекрасно. Имаме и бор, исто. Тоа на крајот. Знаеш што? Да, тоа ќе го додавам. Чекај овде да се стопли сега овде. Ќе мора да чекаме малку. Подпечиме сега котлетите. Левнешково, да. Да. Се надевам ти со ветерот ќе успееме, ама нормално ќе оди. Да. Да. Еј, убави се тенки, лесни, убави за готвење. Ете, нека се подпекува. Добро. Ајде, одиме со малку. Ќе сечеме така на грубо, малку макдоналдс на крај да се што оставиме како гарнир. Имаме лукче. Готвење без лукче не може. Ајде. Лук, макдоналдс и Да. маслиново масло. Добитна така. комбинација. 2 чешни лук. Можеме, по природа сме. Да. Ето. Одлично. Така. Оп. Све силета. Од природа се враќа на природа. Да. Ете тоа е. Сега што готвиме, едно прашање. Да. Како спортист, што све јадевте таму? Имате посебна, како да кажам, диететична храна, нешто така, имаше луѓе, имаше кувар? Посебен кувар само за тебе што ти Не готвеше? сме имале посебен кувар, но Не? може да кажам дека исхраната на спортистите е не помалку важна како што значи и тренинг и нормална подготовка. Аха. Значи, па сега и гледаме во последно време колку спортистите големите спортисти го менуваат начинот на исхрана со цел да постигнат подобри резултати. Резултати, да, тоа го слушам. Но ние бидејќи функциониравме како професионален клуб, Аха. имавме доктор кој беше заложен, освен за здравјето на спортистите, беше заложен и за менито што треба да го имаме во периодите кога тренираме. Посебно кога сме на подготовки, а ние сме поминувале по 15 на дена заедно на подготовки. Значи, во главном 15 дена за... на подготовки. Браво. Да. Во хотел сите сме. Сместени, докторот, да, нема бирање, туку докторот го подготвува менито. Во главном се состоело од месо, Посебно месо, паста, протеини, да. Да, паста. Не сме имале многу сладки. Сме јаделе Сладки повеќе треба малку овошје, шеќер, макар но мислам, не. повеќе сме го конзумирале преку овошје. Аха, природен шеќер. Да, сам. природен шеќер Добро. и беше многу важно времето кога ќе го конзумираш тоа. Аха, да, за да не биде на крај на денот, да треба да се... Да не биде многу доцна пред да ти почне преводот или тренингот, затоа што не можеш да пружиш максимум кога си Точно јадел така. непосредно пред тренинг.
сум се трудела да го почитувам Почиташ, тоа. да. И имало резултати. Скришно да така. Да, скришно чоколадо. Па обавезно Да, мора да. тоа. Чекај, малку путерче ќе му ставиме. Така да се стопи путерот. При крај сме. Одиме сега со Макдоналдсот, лукчето. Знаеш како ќе биде ова? Топ. Сега одиме. Одлично. Бибер. Само мирисот, нешто како ми се јади. Да. Ау, Да, вистина вкусно мирис. И дека сме во природа, о, плюс тоа. идеално. Валя. Ставиме малку сол. Мојот шеф, да? Асистент. Асистент, да. Така малку сол. И ќе му ставиме уште малку и оригано. Така. Супер мирис. О, да, вистина. Така. Што кажав? Последниот зачин. Да. Ова ќе оставиме малку вака и ќе оставиме на страна. Така. Ова се вика природа Да, во тава. да. Знаеш што ни фали? Едно убаво срско леп така за да се мачка. Па заборавивме тоа. Тоа е тоа. Друга прилика, во На друга друга прилика, да. Да. Леп. Мислам, ти сме при крај. Да. Знаеш како се јадат јагнешки котлети? Да, Со раце, прсти, со со раце, прсти. да. Ете така. Обожавам така би. О, супер се. Прекрасен мирис. Да. Чекај. Повели салфетки? Да. Благодарам. Сега знаеш што ќе правиме? Ќе пробаме? Епа да. Тоа ќе кажам. En français on dit c'est mérité. Заслужено е. Ете така се кажа. Така. Заслужено е. Заслуживме Да. ваков оброк. Да е убавата овде? Еј. Ти ми си го. Благодарам. Повели. Благодарам. И за мене исто вака. Прекрасно. Прекрасно? Многу вкусно. Нели? Многу вкусно. Еба. Јагнешкото од Свети Николе, навистина е прекрасно. Да. Прекрасно. Би само ти идејата да готвиме вака во природата беше, Прекрасно. Одлична идеја. Така. Нешто Како на ни- знаеш- пикник, не ме, како знаеш- на да, пикник. Како на пикник. Тоа сега да кажам, нешто ни фали. Луѓе околу нас. Така. Ние сме сами во природата, ако имавме сега десетина луѓе, гледај, сите ќе можевме да си одиме Во Свети еднакво. Николе, како и секаде, за 1 за 2 мај, ова беше полно со луѓе и со Навистина? стварања. Да, опа. Ќе дојдеме тој Доаѓа пак, тука. ќе дојдеме пак тој ден. Може. Ќе направиме пак нешто тој ден. Ајде. Вистина Многу убаво. Многу многу убаво. убави вкусови измешани, но една хармонија на вкусови многу убава. Гледаш ти борот му дава така малку посебен шмек. Никогаш не би ми паднало на памет дека може тоа да го ставиме во тава. Природа е тука. Све можеме да си бериме во природата. Ете така. Многу вкусно. Марк, ти благодарам многу за прекрасен Гордана. оброк. Не само што ми беше задоволство, ами сум горд што те запознав. Задоволството е мое. Вистина. Задоволството Супер е мое. Благодарам Да. многу. Со Гордана си пројдовме една одлична авантура. Ладно, ама сладко. Готвевме покрај езеро, готвевме во шума. Ептен спортски ја пројдов ова авантура. Последната станица во Свети Николе ми е да подсетам еден факултет, каде што бев поканет. Многу ме интересира какви факултет постојат низ Македонија, а особено надвор од Скопје. Стефан ме прошета низ факултетот и на крај ме покани во кујната да помагам заедно со другите шефови, да готвиме нешто за студентите. Никогаш не одбивам едно готвење. Секогаш сум спремен во секакви услови и во секакво време да готвам. Добар ден. Тоше, ова е Марк. Добар ден, шеф, да не ве, Како сте? Добро, вие? Па гледам што правите, пастрамалија? Пастрамалија правиме, да. Ви ти кажавте ти прави? Така, Тоше е шефот кај нас.
Тој ги прави пастрамалиите и како што вас ве интересираше, сега може да ви покаже што се јадат студентите кај нас и што се имаме на мени за студенти. Мора да знам, во секој регион каде одам, бев во Велес кажото ти прат најдобрата пастрамаља. Кај вас во Свети Николе, исто кажото ти прат најдобрата пастрамаља. Ке мора да се види, да се проба и да се гледа како се прави. Значи, Секој си ја фали својата роба. Нормално. Во Велес тие пити имаат, кај нас се пастрамајли. Пастрамајли, да. Знамо ти разликата кај вас, има сирење, има и месо и е. јајца. Ете така. Месото е од Свинско месо. Па супер. Одлично така. Можам да ви помагам малку? Да. Ајде, ви треба нешто нож, нешто така. Не, треба. Вие помагајте тука, јас морам да одам. Ќе се видиме на дегустација. Обавезно. Ајде, се гледаме поздрав. после. Супер. Значи, денеска имаме пастрамали, Добро. голени. Имаме Продолжите да не рад. Да. Јас ве гледам, сум тука да ви помагам, ама прво ќе ве гледам. Се тегне, браво. тегне, Да. се стргне глава. Ја видов во Велес малку брат, различно ме гледам, супер. Многу ми е добро тоа, многу ми е убаво. Уште малку брашно, добро. Океј. Уште се тегне. Да би убава форма. Убава форма, да имаме една страна така малку, за да не тече. Да. Што ќе ставаме внатре една страна, јајцата и света. Океј. Супер е. Сега ставаме месо. Ставаме сирење А прво. сирење прво, добро. Добро. Сирењето, што е? Овчо? Сирењето е овчо. Кравио? Овчо? Овчо сирење. Па за тоа е така малку специфично шмек така, многу добро. Ја сакам тоа. Океј. Месо свинско. Месо свинско. Месото е малку маринирано Месото е или нешто? маринирано, солено, со зетичи, тоа е. Добро, само сол. Само сол. Добро. Не се додава ништо поиќе? Ништо, Не. ништо. Ајде, многу лесно. Се реди така, со љубов, Да. се гледа така. Има прилика во Велес да видам една колега, она е шеф на кујната, ама правише пастрамања, беше одлична. Се надевам и вашата ќе биде исто. Нашата пастрамалија е светениколска, позната по овчеполијето. Овчо полие, овчо сирење, а да. Што се употребува? Бут, плешка, што се употреба точно како месо? Како месо, бутче. Бутче, добро. Гледам ти не е мрсно така, е чисто месо, е? Чисто месо. Чисто месо. Да ви кажам право, знаете, што од 2 чекам за да се печи да пробаме. Гледам ти сме на пола работа тука, а? Да. Океј. Свинска маса, Ставаме сигурно? свинска маса. Добро. Има, а? Да. Добро. И? Сега, порелна. Јајца не се стават сега? Прво ќе се А, да, попречи добро. пастрамалијата, после Океј, ајде, одете. Мајстор си е мајстор, а? Вие си знаете, јас сум овде апронти, помошник, ученик. Во факултет што се прави? Се учи, кога ќе направиме факултет за правење пастрамања. Мислам, јас секогаш кажам, тестото не ми оди, не ми бива за тесто. Тоа е. Немам трпење. Сега едно глупо прашање. Зошто се прави така на дружина, не се прави округло како пица? Затоа што ова тесто е поголемо у грамажа за разлика од тестото, од пица. Тоа е. Ти навистина сега да му ставиме малку доматен сос, но имаме пица. Да. Јас до сега, знаете што, ја ги ставив месо, све ги ставив јас. Не, треба трпење, за тесто треба трпење. Навистина. И уште. Ајде. Мислам, ти сме добри сега, можеме да ставиме, а? Така. Еде. Супер, така. Ете. Јас ќе му додадев малку оригано, ќе му додадев уште малку пуно ствари. Ама вистина, вие го правите чисто како се прави во Свети Николе. Ја не можам,
традициите и светова, окей, се супер, ама сегаш сакам да додавам малку моите вкусови, да кажам. Вашата е побава од мојата, малечка така. А, да, свински мас. Тоа ќе ве оставам вие да ставите бачка на пастраманијата. Толку треба. Браво. Да, и ќе ве... Да, фала ви. Па знаете што, многу сум среќен. Првата пастрамања што правам. Браво. Да видиме како е. Шеф, да, ми кажавте да правиме клеп сендвич. Сега сендвичи да подпечеме лепчињата. Ајде, можам јас да ги направам, и това можам уште да го правам, Ајде да ги редиме малку лепчињата, ќе ги ставиме во печка, така да бидат малку крскави и подобро кога ќе се прават тостовите. Многу ми се допаѓа. Така. Супер. Ајде, шеф. Ја многу сакам мајонез и коктел. И кетчуп. Знаете зошто? Оти мајонез и кетчуп прави сос коктел. Се додава уште малку виски. Може како направиме еднаш во Македонија така со раќа и ќе биде коктел на македонски начин. Сега што ставаме внатре? Малку кашкавал? Кашкавал. Ајде. Супер. Што можам ја да ставам? Малку шунка? Шунка. Може? Ајде, шеф. А сега ставаме едно само. Корнишони. Ја си ги имам ножевите овде. Ајде. Шеф, хап. Вуаля. Супер. Само ти. Можеме уште едно парче домат. Сега ги направивме бургерите со кашкавал малку во средина. Да, преубави се. Елоло, здраво, добар ден на сите. Ајде. Ајде, ќе почнеме. Овде фали уште? Повелете, прво дамите, ајде. Повелете за вас. Има уште колку фали тањири уште? Еден, два, уште за... Да, таму. Ајде сега, почнете да јадете, ајде ве молам, пробајте што направивме за вас денес.
Па шефови, гледайте, сите јадат. Па и ние да јадиме нешто. Гледам останува 3 парчиња пастрамалија. Охо, еј, пастрамалија? Што вие ми научевте да ја направам. Ајде шеф, повелете. Дејан? Повели? О, е најголемото за мене. Ајде, Танјо, и ви имате красиво. Ајде на сите, на здравје, добар апетит. На здравје. Уживајте. И на вас, на здравје. Мило ми. На вистина е прекрасно. Да, браво. Како е за вас? Кажете. А? Окей? Одлично, вкусно. Шеф, фала многу. Дејан, фала многу. Ми само ти денеска. Мисион комплитет се кажува. Ете така. Авантурата во Свети Николе е при крај. Со Гордана си поминав феноменално. А Свети Николе ми остави едно спокојно и мирно чувство. Еве, пак вкусив еден вид на пастрамалија. И сум еден чекор поблиску до совршување на моите способности за месење тесто. Со нетрпење го чекам следниот град.